Свинг или одлучувачка држава според дефиниција е она држава која се смета дека игра клучна улога во исходот на претседателските избори во САД и каде кандидатите и на Демократската и на Републиканската партија имаат слични нивоа на поддршка. Гласањето често е слично за време на секој циклус на претседателските избори, иако факторите како промената на демографијата и излезеноста може да направат таа да остане повеќе ориентирана на страната на едната или другата партија. Аризона со 11 електорски гласови беше на страната на Трамп во 2016-та, а потоа доведи до тесна победа на Бајден во 2020 година и го сруши деценискиот тренд бидејќи републиканските кандидати ја освојуваат државата на сите други претходни претседателски избори. Џорџија со 16 електорски гласови е уште еден пример за тоа како може да варира групата на одлучувачки или превртливи држави. Големата победа на Бајден таму во 2020-та беше првпат демократски претседателски кандидат да ја освои државата по Бил Клинтон во 1992 година. Predicting their vote becomes very challenging because how they vote in one election doesn't necessarily mean they're going to vote in the next election. And they're notoriously ticket splitters, right? So they vote differently. Мичиген со 15 електорски гласови секош била демократска во последните децении. Таа е една од трите држави, заедно со Пенсилванија и Висконсин, кои формираа син зид за Бајден во 2020-та, но Трамп ги освои кога противничка му беше поранешната државна секретарка Хилари Клинтон во 2016 година. Неодамнешните податоци од истражувањето покажуваат дека економијата е од најголема важност за гласачите во Мичиген. Невада со 6 електорски гласови има најмал број електорски гласови меѓу 7 превртливи држави и не треба да ја минимизира низината важност на претседателските избори. Победата на Бајден во 2020-та ја означи четвртата последователна победа на демократските кандидати во Силвер Стейт, но разликата беше релативно мала таа година. So things like wages, things like unemployment, things like housing affordability, just inflation in general, so things like fuel prices, all of those things affect people a little bit more here in Nevada than they might in some other states. Северна Каролина со 16 електорски гласови според анализите е наклонета кон републиканците, но тоа може да се промени. Трамп ја освои Северна Каролина за само 1,3% поени во 2020-та. Демократите се надеваат дека ќе ги освојат Северна Каролина и Џорџија оваа година. Пенсилванија со 19 електорски гласови беше на страната на Бајден во 2020-та. Победата на Трамп таму во 2016-та сепак ја прекина низата демократски кандидати кои ја освојуваат државата, а Бајден победи само со 1,2% поени пред 4 години. Висконсин, држава со 10 електорски гласови, некоја се сметаше за сигурна сина држава, се додека Трамп не извојува победа таму во 2016-та и го зацементира својот статус на бојното поле. Бајден потоа го преврте сценариото со неговата тесна победа во 2020 година. Повеќето држави во САД традиционално гласаат за демократите или републиканците и ретко кога се случило тоа да биде поинаку освен во овие 7 држави, за кои никој не знае за кого ќе одадат својот глас се до последен момент. За ова телевизија од Гласот на Америка, Јован Чономовски во Вашингтон.